Гостин на студијата на Република господја Маријана Вончар-Велкова, председателка на организацијата на потрошувачи, односно заштита на потрошувачи на Македонија. Време е на одмор. Туристичките агенции имаат безброј понуди за летни аранжмани. Со што најчесто луѓе се соочуваат? Со какви проблеми потрошувачите се соочуваат при такви аранжмани? Па кога букираат некој аранжман, дали е тоа онлайн, дали е тоа нели во агенција, секако има разлика и се соочуваат, па би можела да речам, со можеби слични, меѓутоа има и различни проблеми, заради тоа што кога ќе влезете во агенција, веќе договорот ви е тука, можете да реагирате, можете да видите понудата, значи општи услови на договор, какво е патувањето, кој го организира, дали има нели нормално водиш, дали е лиценцирана агенцијата, што треба вие да понесете, кои се вашите обврски како патник и секако дека можете да видите какво сместување ве очекува, каква соба, колку е оддалечена од плажата и така натаму. Меѓутоа и тука има одредени замки, заради тоа треба добро да се прочита пред се договорот, значи кој што го склучуваат потрошувачите, заради тоа што најчесто овие договори се типски и едноставно само треба да ги потврдите одредени одредби од договорот, некогаш не ги ни чита заради тоа што се привлечени од понудата. Меѓутоа во самиот договор стојат попрецизни податоци и врз основа на тој договор, врз основа на тоа што се подпишале, да речеме, ако веќе сте подпишале во договорот дека сте согласни, значи да влезете во собата во 2 часот, не можете после да го оповргнувате тој и да речете па мене не ме сместија во 12 часот. Значи треба да гледате буквално секоја ставка од договорот и негдека може да се испреговара на друг начин тоа да се организира. Откако ќе се вратите од патувањето, треба да сте задоволни пред се, нели? Меѓутоа постојат и ситуации кога луѓето едноставно не биле веднаш сместени, не биле сместени во тој хотел, биле сместени да речеме во хотел кој што е во брдата подалеку од плажата, иако им било тоа ветено. Сето тоа може да се направи со еден приговор до агенцијата во рок од 8 дена. Се приговара до агенцијата, таа во рок од 15 дена би требало, нели, разумен рок да одговори и доколку сте задоволни од одговорот да се спогодите за одредено намалување на цената и слично. Доколку не, тогаш се оди до државниот пазарен инспекторат, тој да го превземе тој дел, значи да види за што се работи, дали навистина станува збор за измамно огласување на одредени аранжмани и слично, како што имаме често прилика да видиме изминатиот период. И тогаш тие интервенираат со одредени нели анализи на сето тоа. Меѓутоа тука е издруженијето АТАМ на туристичките агенции, каде што морам да кажам дека сите не се вклучени, сепак има тука некоја разлика и сепак треба луѓето да видат колку се задоволни, колку не се. Неодамна се објави некои резултати во Хрватска исто така, дека кога букираат онлайн самите и кога не знаат каде е тоа букирано, значи едноставно имате убава слика на куќа, на море и така натаму, се пуштаат средствата, парите, доаѓате таму, ништо нема. Во тоа се случува и таква работа, затоа треба да сте сигурни да се провери во туристички бироа каде е регистрирана таа, значи тој давател на таа услуга туристичко, ти треба да се регистрираат како и нашите што издаваат, нели, станови, куќи и слично во Охрид и сепак треба да имате представа дека парите однапред не треба да ги дадете, односно некаква потврда да имате за тоа дека таму ќе одите навистина. Има излажени туристи на кои што и такво нешто им се случило. И затоа тоа купување аранжмани онлайн има една замка, таква може да има или слична, која што каде што вие ништо не, значи немате влијание, немате на договорот и некако е тоа се повеќе нели на брзина одлучување, 3 дена пред одмор или 2 дена пред одмор. Тука имавме исто така една ситуација каде што на луѓето 3 дена пред одмор се кажува дека за жал не може тој аранжман да се го обезбедат и им се нуди послаб аранжман, би рекле условно, нели, со хотел со помалце звезди, меѓутоа парите не може да им се вратат, значи веднаш, туку откако ќе се вратат до 30 дена или до 15 дена, што значи ако имаме такви 50-100 луѓе и слично, дека стварно користа на организацијата е голема, на туристичката агенција и луѓето веќе почнуваат да губат доверба. Тука пак би апелирала дека стварно треба да се стекнува доверба кон туристичките агенции, а не да се губи и навистина треба и тие тука да се погрешат преку нивното здружение. А на што најчесто се внесуваат платите во однос на летните одмори?
Па еве јас кажав дел од поплаките кои што во изминатиот период ги имавме, најчесто не се задоволни од погледот од раздалечувањето од плажата и од хотелот, местоположбата, значи оддалеченоста не им било точно утврдено, потоа самото сместување, има клима, нема клима им била ветена, потоа начинот на одржување на хигиената, да речеме, во просторијата каде што борава, дали е тоа додека да не си одат, да немаат, значи, никакво обезбедување на хигиена или слично. Секако сето тоа треба да го знаат, начинот на патување, дали имаат автобус, дали имаат, нели, каков е автобусот, климатизиран, колку луѓе патуваат, сето тоа треба однапред да го знаат, особено ако одат со деца, нели, патуваат и со деца. И многу е важно пред да одат да го потпишат договорот, да видат, значи, што ги очекува, за да можат потоа да не потпишат нешто што после не можат да го опровргнуваат. Тоа е во однос на туристички агенции, бидејќи период на летни сезони. Битоа вие добивате поплати од многу разни услуги, многу разни потрошувачи купување на производи и така натаму. Што најмногу се жалат во Македонија? Па видете, ние имавме минатата година над 2100 поплаки, негде представки, жалби во Организација на потрошувачи во град Скопје, каде што сепак најголем дел беа за производите кои што се сервисираат во одреден временски рок, нели очекуваме кога ќе купиме производ тој да има гаранција, услови за сервисирање, да има делови, значи да може да се сервисира во законски утврдениот рок од 30 дена, меѓутоа често пати производот само што сте го купиле, некогаш сте го купиле и на отплата на 24 рати или така натаму со некој договор кој го обврзува, како што се мобилни телефони и слично, и производот покажува недостатоци, веднаш треба да се сервисира. За тоа време вие немате телефон, ратата ви тече и фактички немате услуга за која плаќате. И тука се проблемите со кои се соочуваат, заради тоа што самиот телефон можеби не се поправа во рок од 30 дена. Зборувам за телефон, меѓутоа може да биде било кој апарат во домаќинството и во тој временски период доколку не се поправи, законот наложува да се даде нов производ, значи со тоа што тоа многу тешко се остварува, меѓутоа се почесто се остварува нормално со притисок на потрошувачите, со нашиот притисок, и тие си добиваат за тој период доколку не им се поправи производот нов производ, заради тоа што доколку грешката не е настаната по нивна вина, секогаш тоа се утврдува со сервисерот. Сега сервисерот го ангажира тој што го купува, тој што го продава производот, трговецот, така да тука потрошувачите малку се сомнителни околу тоа колку е тоа веродостојно, знаете, тој сервисер стварно да ве информира вас и да не ви каже дека телефонот бил подложен на влага и слично. Иако не велам дека и потрошувачите не знаат можеби некогаш за некои производи така да се грижат, меѓутоа можеби не е нивна вина, заради тоа што на продажба на производот трговецот е должен да ви ги даде сите информации за тој производ, значи како ќе се одржува, како ќе се чува, како влие на човековата средина, до сите тие информации тој одговара за информациите, да ви ги прави достапни на македонски јазик, кирилско писмо или на некој друг јазик на народите што живеат во Македонија, за да може тоа да се утврди едноставно на кој начин да го користите. Често пати луѓето со овој технолошки развој не се ни сигурни како. Ми се случува дека картицата која што кај телефонот нели се менува, често се менуваат овие телефони, повозразната популација веќе сака да користи смарт телефони, дека не се пренесуваат податоците, некај сите оператори, значи кај повозрасните луѓе сакаат да им се пренесат податоците, значи не се пренесуваат, нема кај некој таков сервис и тука сакам и да апелирам таков сервис да се воведе кај сите оператори, тука и до АЕК ќе апелирам исто така, за да можат повозрасната нели популациона група би рекле, па добро помладите се нели по-лични во тоа да се ги пренесуваат податоците, телефонските броеви и други и слични податоци. Имаме проблем со гаранцијата, сервисирањето, како што реков, потоа со јавните услуги кои што се нудат и на национално ниво, значи договорите какви се ги има, ги нема, како и со оние услуги каде што се водат на локално ниво, да речеме, кои што се нудат комуналните услуги, каде што граѓаните не ги познаваат многу. И ние работиме сега со Совет на потрошувачи на град Скопје, имаме и член таму, има и неколку невладени организации кои што се присутни, советници од државната управа со државен пазарен инспекторат, од јавно предпријатие Водовод и за смет, и сметам дека треба на луѓето повеќе да им се приближат и овие услуги, затоа што тие и за тие услуги плаќаат. Особено имавме жалби за сметките, високите сметки, нели, и кои што стасуваат за старени сметки, кои што луѓето мислеле дека ги платиле, тие не ги чуваат сметките, одеднаш кога им доаѓа
информација дека имаат застарен долг и дека треба да го платат и тие се високи долгови со камата и слично и тогаш треба да се види во судот дали е тој долг утужен, кога е утужен, дали е уредно доставена, значи тужбата, дали потрошувачот го имал рокот од 15 дена, од 8 дена, значи за да приговара, доколку не го имал тој рок, тој треба сега да истакне значи изјава дека не го прифаќа побарувањето заради тоа што е застарено, затоа што нема уредна достава, меѓутоа тешко доаѓаат до предметите да се ги најдат и тука сметам дека навистина е голем застој во поглед на државата не ги доставила на време сите тие сметки, значи не влијаела кога беа нели во прекршочни оделенија во судовите или било каде, значи не им биле доставени на време на луѓето. Не велам дека нема и такви кои што не ги платиле долговите, али вие ако имате застарен долг, предпријатието сега ви го дава тој долг, после 5 години или после 6 години или после 3 години нека биде, вие не можете се да чувате од сметките и да знаете дека е тоа ваша сметка платена или не платена. Така да уредноста на самите јавни предпријатија треба да биде поголема, ефективноста, ефикасноста во работењето и мислам дека граѓаните многу се соочуваат со проблеми со немањето на подобар контакт од страна на овие јавни предпријатија, како например да дојдат, да се разберат, да разговараат, да им се даде можност за спогодбено решавање на споровите, например да имаат подобар прием. И повеќе пунктови каде што би можеле да бидат применени. Значи тука имаме и државен пазарен инспекторат, исто така државен санитарен и здравствен инспекторат, агенција за храна и ветеринарство, кај што е во прашање храната. Ние со сите нив соработуваме, меѓутоа зборот ми е дека ако се обратат кај нас, ние ќе ги упатиме на вистинското место, можеме да им помогнеме да напишат нели жалбата или слично или она што е представка нивна и да им кажеме кои се нивните права за да можат самиот бизнис оператор да се го решат спорот. Ние работиме негде од 10 до 2 часот секој ден, значи секој работен ден и нормално не работиме преку викенд и сабота недела. Сметаме дека има нели служби во регулаторите како што е Агенција за електронски комуникации, како што е Агенцијата за храна и ветеринарство, каде што тие ги процесуираат овие жалби поплаки од потрошувачите и негдека се спроведува и медијацијата, спогодбено решавање на спорот помеѓу давателот на услугата и потрошувачот. И тоа функционира на некој начин, како што функционира, секогаш може и подобро да функционира, меѓутоа нормално дека ние секако имаме поголем број на производи и услуги на пазарот, имаме и нормално и проблемите се зголемуваат доколку не се направи еден коректив, односно да има механизми со кои што граѓанинот ќе биде заштитен. Тоа се законските, значи законите, политиките за заштита на потрошувачи, тоа се одредени мерки кои што се превземаат за едукација и слично, за да можат граѓаните што повеќе да си ги знаат своите права. Јас лично сметам дека програмата за заштита на потрошувачи не е доволно поддржана, односно нема доволно средства за да може навистина да се спроведува така како што треба и дека во иднина се надевавме дека ќе имаме повеќе средства за реализација на програма или евентуално и стратегија. И се надевам дека во 2016 сигурно ќе имаме и нов закон за заштита на потрошувачите, кој што ќе биде посеопфатен и ќе биде одлика, ќе ги вклучи, ќе ги транспонираме сите директиви кои што еве сега имаме една измена силна нели во домен на и комерцот, односно продажбата на далечина и продажбата вон деловни простори, што се опфаќа со една директива за потрошувачките права, која што сега баш измените на законот се, меѓутоа веќе 4-5 измена на закон. Знаете, тоа треба стварно да се прочисти, па нема кој, па тоа тешко се разбира, а станува збор за еден закон кој што го користат потрошувачите. Ние како физички лица зборувам, како најслабата карика во ланецот, нели синџерот на производство, трговија, потрошувачка. Така да правната регулатива не останува во еден континуитет да се развива, да се усогласува со правото на Европската унија, кое што многу брзо се менува во овој сегмент, многу е подложно на промени. Само ќе напоменам дека ние го носевме законот за медијација, веќе учествуваме во медијацијата, ќе биде ќе се применува, и сега се применува медијацијата, меѓутоа и по новиот закон. Меѓутоа постои посебни директиви како што се за алтернативно решавање на споровите и од конвенционалниот пазар, меѓутоа и онлайн споровите. И сметам дека тоа веќе 2016 мора да се примени, што ќе се однесува посебно на потрошувачките спорови. Значи ова што го зборуваме сега има можност за поголем развој на спогодбено решавање на споровите и од операторите кон потрошувачи, од организација на потрошувачи и слично, со цел да се намали притисокот на судот, на судските спорови. Има интернет купување во кај нас е една новина.
Последните години станува се поактуелно и поактуелно, имаме доста страници за групно купување со групни покупки, имаме продажба онлайн со достава до дома така натаму. Дали веќе имате поплаќи од таа страна и на што граѓаните најмногу треба да внимаваат при купување? За букинг спомнавме, меѓутоа ова е сепак дома. Само што го спомнав Законот за заштита на потребувачите, кој што во овој момент значи измените и дополнувањата, Закон за измени и дополнување на Закон за заштита на потребувачите се на второ читање во собранието, значи го помина и сметам дека ќе биде донесен нели брзо заради тоа што овие проблеми ние ги апострофиравме уште од самиот старт на оваа година и претходната година, кои што ги забележавме во поглед на одредени страници интернет кои што не се соодветно значи поставени заради тоа што многу често се измамни, не ги содржат сите одредби кои што треба да ги содржат во поглед на договор за купување на далечина. Тоа е правото да се откажете во рок од 8 дена без образложение, значи да го вратите производот на македонскиот пазар, а новата директива ви дава 15 дена, 14 нели најмалку, со тоа што имате и начин како да го вратите, опис на начинот на кој трговецот кој што нуди продажба на производи и услуги онлайн, тој треба да ви понуди една можност да вие имате само да пополните формулар, и тој формулар кога ќе го пополните да можете да или е жалба или е поплак или е враќање на производ кој што сте го купиле. Значи не може тој производ да не се враќа. Имавме и такви ситуации, скоро реагиравме за овие што се телешопови каде што немаше и пазарниот инспекторат реагираше брзо за да се отстрани за сите потрошувачи таквата насловеност при продажбата, значи информација дека производите нема да се враќаат. Значи тоа е законска обврска, ние до сега во Законот за заштита на потрошувачи имавме. Значи тоа беше посебна директива, сега се сменија и во Европска унија, сега и ние ги именуваме всушност, нели? Го менуваме законот заради еве промените кои што со новава директива за потрошувачки права се внесува ќе се внесат сега и кај нас. Меѓутоа, сето тоа останува ако ние не ги едуцираме децата во основното училиште, во средното училиште и во учениците и на факултетите веќе имаме одредена настава. Имавме вчера многу добар семинар со наставниците заради тоа што како го применува прирачникот за заштита на потрошувачи во училиштата, значи каде што еве го презентиравме секаде и каде што тие требаше во наставата во вештини за живење да ги применат темите и да ги применат овие модулите за наставните часови. И тие дојдоа со одредени нели презентации кои што децата ги направиле и кои што навистина биле заинтересирани овој изборен предмет, особено во домен на заштитата на потрошувачите, да го имаат и во 7 и во 8 и во 9 одделение, да можат континуирано да спремаат и теми, па дури работели на некои спотови мали, па мислам стварно се гледа дека се заинтересирани младите за оваа тема. И се надеваме дека ќе влезе во средното образование, заради тоа што и со град Скопје работиме, нели, особено за Скопје, град Скопје да влезе во средните училишта со поголеми тренинзи да има и клубови на потрошувачи таму внатре во средните училишта, да можат тие да си помагаат едни со други, да можат и на родителите и на постарите да им помогнат. Така да ова што го зборуваме сега за ширење на оваа тема и проблематика и познавање на своите права со оглед дека е нели променлива проблематиката, правната регулатива, треба да се има во континуитет. И треба државата тоа да го помогне низ образовниот процес, преку едукација, преку одредени содржински кампањи кои што би биле насочени кон заштитата на потрошувачите сериозно, значи имајќи ги предвид овие сите права од гаранција, од продажба, распродажба, да речеме, кај што луѓето не знаат што е распродажба, па дури имаме и проблеми нели тука да го дефинираме тој термин, па продажба групна или акциска продажба или слично. Тука и веќе и фирмите имаат проблеми да го дефинираме. Според бројот на поднесени, статистиката на бројот на поднесени нели поплаки до организацијата, колку се зголемува свеста на луѓето за нивните права и на можноста да им се помогне? Па видите, свеста на луѓето континуирано треба да се зголемува, популацијата се менува и по возрастни групи, така да тоа не е нешто што може да запре. Ние во континуитет имаме од 2000 до 3000, да речеме во Скопје само поплаки, пријави, жалби, со оглед на тоа дека се зголеми бројот на институции што работат, регулаторни тела и слично, и кај нив треба да се пребројат сите тие представки, поплаки, жалби што ги имаат граѓаните. Во голем дел го познаваат законот, значи сакаат да ги знаат своите права, се поголем број се од млади луѓе кои што сакаат тоа да го запознаат, заради тоа што овој закон им треба значи на сите, без оглед на кој сме, значи секогаш сте како потрошуваш се јавувате. Значи во секојдневниот живот сигурно во текот на денот доста се јавувате како потрошувач повеќе пати, купувате производи, користите услуги, сето тоа.
Така да сите сме ние нели потрошувачи и треба да го сметаме тоа како едно важно правило, со тоа што ние влијаеме на утакмицата на пазарот, нели на производи и услуги, на фер конкуренцијата која што треба да биде исто така на повисоко ниво, за да може преку таа корпоративна култура да се заштитува потрошувачот многу повеќе, преку таа вистинска фер утакмица на пазарот и конкуренција, на некој начин и индиректно се штити потрошувачот.